имаме спремано за возрасти од основно, средно образование и нели посериозни представи сме спремале порано. Желбата. Имав желба уште како мал, се појавував на смотри, патронати и така натаму. Значи слично како е другарчина што не Точно слично како и другарчината. И функционираме еве до ден денеска. Кога прв пат се појави? Кога прв пат се појавив? Прв пат се појавив, најверојатно бев трето, четврто одделение. Мислам дека четврто беше. Можда бев и четврто, ништо чудно. Така, ме имаш гледано, дефинитивно, сигурно. Звезда бев. Значи учев во Добро Јовановски. Добро Јовановски. Три зломалеци по потек. Интересни таленти имаме од тоа училиште. И најдобро. Не можем да кажем. Не можеме, значи тоа ќе го видиме секоја година различно, така? Точно така. Сега ние од тебе, Александра, значи ќе побараме сите наредни наши надпреварувачи кои што ќе се представат од тебе, ти да ги оцениш со бројчина од 1 до 9. Дали ти ќе бидеш онак реален како што ние го правевме оне прв разговор, значи кога се најдовме и кога се договориме ти да бидеш член на жири комисијата. Значи во поглед на оценувањето ќе бидам многу критичен, зошто? За да се издвојат оние кои најмногу заслужуваат, кои се поталентирани од останатите. Ние нема да кажеме дека другите не се талентирани, но мора да се издвојат најдобрите, тоест најдобриот на крајот. Така. Добро, што сакам да те прашам друго, Александр? Ти што имаш вака мислење за овој наш проект? Какво мислење имаш? Дали мислиш дека добар, му фали нешто, треба нешто да изменим, не треба нешто да измениме? Значи се уште нели нема видено како изгледа, ама имате добра замисла. Зошто? Затоа што добро е што некој конечно се сети да ги промовира младите таленти во градов. А верувам дека има премногу млади таленти во градов кои никој до сега ги нема подземено или ги нема изфорсирано, нели, за да продолжат понатаму. Сега мило ми е што еве конечно се случува нешто такво на канал Визија, нели. Не, фала колку многу не испофали. Александар, ние се надеваме дека ќе сработуваме понатаму. Чест ми беше што беше гостин во оваа наша прва епизода на детската емисија Рингишпил. Дечки, јадеме понатаму. Тука сум со уште еден член од нашата жири комисија, која што понатаму ќе има нормална можност да ве оценува. Тоа е Душко. Здраво, Душко, како си? Здраво, добар сум, супер сум, Петка. Супер си. Дали можеме ние да те викаме Чичко Душко или само Душко? Дуле, ако може. Дуле, ако може. Добро, може Чичко Камерман? Може, одлично може. Кажи ми ти Чичко Дуле или само Дуле ми рече, така? Дуле, нека би Чичко многу ќе ги делува. Ова е Дуле кој што ни помогна да ни ја напиши нашата песничка и да ни ја направи нашата музика, да прекрасна песничка. Така, Дуле? Така беше, нешто ден видна химна за мали таленти. Значи, Дуле на минатото снимање, односно пред 2 години, ни вети дека ќе ни направи песничка. Зошто тоа ни го вети? Кажи да сега. Па види, со музика се занимавам многу одамно, уште како мал талент која бев, сега сум веќе голем, острен талент. Во врска со песнички за деца. Тоа е еден од моите како да речам, по-благодарни проекти, да речам. Наназад неколку години работиме на тој фестивалот што е во градов наш, што сите ваши дечиња гледачи го знаат, Звездички, и работа значи доста со таа музика за деца. И кога нели вие работевте оваа иста емисија во рамките Рингишпил, мали таленти пред 2 години, видов колку е ова многу благодарна емисија и најубава емисија да се работи со деца, со дечиња. И пошто сега јас го имам тој талент за да напишам песничка, јас ви ветив и тоа ветењето е сторено. Напишавме нели со помош ваша, мислам со идеја ваша, песничка, химна за се надевам која ќе биде многу добро прифатена од сите дечиња во градот. Химна за мали таленти. Дуле нас не оцени, мене ни учи дека ние сме биле најдобри таленти во тоа шоу, нормално не подобри од Ангел. Не од малите, не од малите таленти, вие од големите. Од големите ние сме биле најмали таленти, најдобри и затоа нас ни поклони еве една песничка така интересна. Се надеваме дечки дека ќе ви се допадне. Значи Дуле, во ова прво прашање, односно првиот одговор ми го одговори моето второ прашање кое што беше какво мислење има за целиот овој проект, како мисли дека ќе излези
училиштата како ќе се представат, дали ќе има повеќе таленти од минатиот пат или помалку таленти? Па јас мислам дека првата емисија беше гледана доста во градот овде и дека сега ќе има и повеќе пријавени, дека ќе има исто така и можеби подобри таленти, да се надеваме. Меѓутоа и да нема, сепак и оваа емисија воопште е полн погодок за мене, затоа што децата се анимираат за да ги прикажат своите потенцијали, за ако имат некој талент. Така да апсолутно ја поздравувам оваа емисија од се срце. Мора да го прашаме Чичко Дуле, како дел од жирито ќе се постави Чичко Дуле во сите основни училишта, затоа што ќе биде дел од нас, од нашиот проект. Дали ќе бидеш наклонет кон талентите или ќе бидеш критичен? Да опрашам дали ќе имаме повеќе 7, 8, 9 или 1, 2 и 3. Да. Од мене најниско 5. Оти 5-ката е убава оценка, али овдека, значи студентска 5-ка не е убаво, значи пониско се дај и нема да форсирам, да речеме, оние што ќе пеат песнички, иако да речеме јас сум повеќе по музиката, меѓутоа че она што ќе ме бендиса, значи на лице место ќе добија и повисока оценка. Како што може да видите, драги дечиња, тука ги имаме сите основни училишта. Кире Гавриловски, Рампо Левката, Добро Јовановски, Кочо Рацин, Климент Блаже Конецки и Гоце Делчев. Сите оние кои што имаат талент. Талент за што, Николче? За скокање, рипање, пливање, пеење, драма, глумење, викање, свирење, плачење, исто плачење, рецитатори, не рецитатори. Така. Пеење уште неш можеме да се може. Значи сите ве очекуваме на снимањата во основните училишта. Не е многу тешка задачата од ваша страна, драги деца. Знаеме дека Прилеп поседува голем потенцијал за таленти, особено во основните училишта, и потоа сите на гласање на Facebook и се гледаме во оние Николче, емисии кои што продолжуваат понатаму, да докажам Златко, полуфинале, четвртфинале, прво финале, второ финале и трето финале. Николче, да те прашам нешто. Значи другарчиња веќе се пријавуваат, дечиња веќе учествуваат. Што би добиле тие што ќе победат, што ќе бидат најдобри? Значи се ближи лето, каде ќе го поминете вашиот летен распоред. И многу уште награди кои што ќе ги очекуваат сите оние кои што ќе се покажат. И сега мислам дека е вистинско време да се одјавиме. Чао, дечки. Чао, се гледаме во училиште во 19 часот. Има деца на овој свет, за се заслужуваат 5. Јас им давам 6. Во школо и во другарување, за играње и пеење. Во школо и во другарување, за играње и пеење. Затоа ние тука сме, да ги пронајдеме големите мали таленти, да ги наградиме. Големите мали таленти, да ги наградиме. Види како овој дечко црта, како пее слушни ова дама. Таленти безброј невидени, за танцување и за драма. Види како овој дечко црта, како пее слушни ова дама. Таленти безброј невидени, за танцување и за драма. Сонот нека стане јаве, ајде придружи се и ти. Покажи што умеш во малите таленти. Ајде придружи се и ти на малите таленти.
со нас заедно да ги пронајдеме големите мали таленти, да ги наградиме големите мали таленти, да ги наградиме. Види како овој дечко црта, како пее слушни ова дама, таленти безброј невидени, за танцување и за драма. Види како овој дечко црта, како пее слушни ова дама, таленти безброј невидени, за танцување и за драма. Таленти безброј невидени, за танцување и за драма.